Добар ден на сите. Добро дојдовте на првата пресконференција на Цивил на овој свечен демократски ден на изборите за председателските избори 2024. Денеска многу рано почна работи овој пресцентар на Цивил. Веќе имавме два медиумски настапи во живо, а ова е првата официјална пресконференција на организацијата, каде што можеме да соопштиме првични резултати од нашиот мониторинг, но пред се првиот впечаток може да се каже дека се работи за мирен почеток на изборниот ден, регуларен исто така, од она што доаѓаат информациите од теренот. Практично сите избирачки места кои беа мониторирани од почетокот на денот се отворени на време, се е регуларно во избирачките места. Се разбира, во текот на денот ќе се обидеме да согледаме и дали се тие избирачки места пристапни за лицата со посебни потреби. Ние во текот на утрово имавме повеќе од 30 извештаи од целата земја, и вклучително и Скопје. Имаме и две граѓански пријави исто така од Скопје. Се работи за две граѓански пријави, што исто така е повод да ги повикаме сите граѓанки и граѓани да го пријавуваат било кој случај на изборна нерегуларност. Не мора да бидат правници, не мора да го знаат избирачкиот законник, изборниот законник. Доволно е само да почувствуваат дека нешто не е во ред. Тоа е доволно за нас да добиеме информација. И тие можат да не побараат, да ни пишат порака или пак да го пополнат онлайн формуларот на slobodniizbori.info. Исто така можеме да кажеме дека имаме делумно и мониторинг на претходниот ден, вчерашниот ден на изборниот молк, меѓутоа исто така тоа е и ден кога гласаат неколку категории на граѓанки и граѓани, вклучително и лицата кои се неподвижни или со попречености. И доаѓа еден сепак алармантен случај од Куманово. Еден граѓанин со право на глас, уредно пријавен за гласање во сабота, не успеа до доцна навечер да го оствари своето основно човеково право, правото на глас. Со повеќе информации за овој случај ќе излеземе во текот на денот, а секако дека ќе ги известиме и меѓународните организации и мисии за овој груб прекршок против правото на глас на граѓанинот во Куманово. Тој, иако бил уредно пријавен, Општинската изборна комисија прво била недостапна, а потоа кога станала достапна, се вадела на со административни изговори кои според нас се целосно неприфатливи. Како што знаете, Цивил го застапува ставот дека државата има обврска да им обезбеди право на глас, исполнување на правото на глас на сите своји граѓанки и граѓани, без исклучок. Исто така бележиме кршење на изборниот молк, иако упатствата во врска со изборниот молк се малку збунувачки и заради тоа е потребно малку подолго време да се анализираат сите пријави кои се однесуваат на кршењето на изборниот молк, освен оние кои се целосно очигледни, се разбира. И исто така имаме наводи за еден случај на изборна корупција, односно купување гласови. Тој извештај во моментов се верификува, односно се бараат фактите да се утврди точноста на овој извештај. Целосната точност на овој извештај се работи за еден од најтешките облици на изборни нерегуларности кои имаат врска и со кривичниот законник, така што во овие случаи сме крајно одговорни и предпазливи во донесување на конечни
o izveštaji, odnosno zaključoci. Što se odnesува do денешниот ден, како што кажав, веќе на самиот почеток имаме мирен почеток на денот, 30 извештаи од наблюдувачите низ целата земја и 2 граѓански пријави. Во извештаите доминираат случаи на помали технички предизвици со кои се соочуваат избирачките одбори, како и на претходните избори. Фингерпринт апаратите не секогаш функционираат, односно не секогаш ги прифаќаат отисоците на гласачите. Се разбира за тоа, постојат неколку алтернативни решенија, скенирање на личната карта, односно оставање на отисок со мастило од гласачот кој не може да биде прочитан од фингерпринт апаратот. Изборните органи се исто така во нашите извештаи, како и секогаш, помали или поголеми предизвици имаат со разбирање на процедурите, а некаде се гледа и намерно кршење на процедурите. Во едно избирачко место во Скопје, намерно не кажуваме избирачки кои точно локации се во прашање, заради заштита и на нашите наблюдувачи. Гледаме избирачкиот одбор дека му сугерира на гласачот за кого да гласа. Тоа е една ситуација која, за жал, не е ретка, знаат и со знаци да сугерираат и сето тоа, меѓутоа ова е онака гласно кажување, сугерирање за кого да гласа гласачот. На едно друго избирачко место, избирачкиот одбор му го забележа матичниот број на нашиот наблюдувач и ја би сакал тука да подсетам неколку работи. Прво и основно избирачкиот одбор има целосно право да го евидентира нашиот наблюдувач. Тој носи лична карта, акредитација од Државна изборна комисија, бедж на цивил и овластување од цивил, но избирачкиот одбор може да го евидентира, но не и неговиот матичен број, туку само број на лична карта. Тоа е една работа. Втора работа, избирачките одбори не смеат да ги задржат било кои документи од нашите наблюдувачи. Нашите наблюдувачи исто така треба да знаат избирачките одбори, тоа е најавено во Државната изборна комисија, како и секогаш во изминатите 16 години. Нашите наблюдувачи се целосно мобилни и тие посетуваат избирачки места, повеќе избирачки места во текот на целиот ден. Тоа значи дека сите документи треба да останат со нив, не може да бидат задржани од избирачкиот одбор. Понатаму да продолжиме со извештаите од теренот. Партиски наблюдувачи се регистрирани како се мешаат во работата на избирачките одбори. Еден случај имаме на релоцирани избирачки места во Струга, но нема известување на старото место каде се наоѓаат тие. Тоа е пропуст, значи и дезориентација на гласачите. Член на избирачкиот одбор во едно избирачко место заменил партиски наблюдувач и евидентирал гласачи и имаме еден сериозен извештај, исто така од Скопје. Партиски активисти стојат пред избирачкото место и ги зимаат личните карти на граѓанките и граѓаните, ги евидентираат, а потоа ги пуштаат да гласаат. Ова е неприфатливо однесување на партиските активисти од било која партија и да доаѓаат. За такво нешто не се овластени. Се повикуваат и граѓанките и граѓаните ваквите случаи да ги пријават на полиција или пак да се јават во цивил. Бележиме еден националистички извик во центарот на Скопје и исто така нарушување на изборниот молк од страна на друг гласач кој агитирал на излегување од избирачкото место. И двата случаи се забележани во центар.